Почитуван градоначалник, колеги советници, врз основа на член 39 став 2 деловник од Законот за локална самоуправа, член 19 став 2 од Статутот на општина Валандово и член 60 став 2 од деловникот на Советот на општина Валандово, ја отварам 47-та редовна седница на Советот на општина Валандово. На оваа седница вкупно се присутни 15 советници, со што Советот може полноправно да одлучува. За дневен ред ги предлагам следните точки. Точка број 1, предлог решение за именување на член вработен во општинската администрација на општина Валандово во управниот одбор на јавната установа Центар за социјална работа Валандово. Точка број 2, предлог програма за измена и дополнување на програма за локален економски развој на општина Валандово за 2025 година. Точка број 3, предлог елаборат за проценета штета од елементарна непогода, настаната како последица на ниските температури и појава на слана, која го зафати подрачјето на општина Валандово на 23.2025 година и 21.3.2025 година. Точка број 4, информација за остварување на правото на користење на средства во вид на еднократна помош на граѓаните во општина Валандово. Точка број 5, предлог одлука за определување на висината на износот на бесплатниот превоз на ученици во Основното општинско училиште Јосиф Броз Тито Валандово и Основното општинско училиште Страшо Пинџер село Јосифово Валандово на релации за кои нема обезбедено линиски превоз за учебната 2025-2026 година. И шеста точка, предлог одлука за одобрување финансиски средства на спортски издруженија и издруженија на граѓани за реализација на програмски активности. Отварам расправа по однос дневниот ред, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, истиот го ставам на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам, кој е против? Нема, воздржани? Нема. Констатирам дека едногласно со 15 гласови за е усвоен предложениот дневен ред. Пред да продолжиме со работа по усвоениот дневен ред, отварам расправа по однос записникот од 46-та редовна седница. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, истиот го ставам на усвојување. Да гласаме кој е за. Благодарам, дали има против? Нема, воздржани? Нема. Констатирам дека едногласно со 15 гласови за е усвоен записникот од 46-та редовна седница на Советот на општина Валандово. Продолжуваме со работа по усвоениот дневен ред. Точка број 1, предлог решение за именување на член вработен во општинската администрација на општина Валандово во управниот одбор на Центарот за социјална работа Валандово. Најпрви ќе дадам збор на колешката Надица да даде предлогот од комисијата. Повели. Добар ден на сите. Предлогот на комисијата за мандатни прашања, избори и именувања за именување на член во управниот одбор на јавната установа Центар за социјална работа Валандово, кој што треба да биде од редот на правотените во општинската администрација Елена Фидански, да доаѓа како предлог по разрешување на претходниот член кој што го даде Советот на општина Валандово, кој што без истек на мандат е разрешен од влада. Благодарам. Благодарам, колешке. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Градоначалникот, повели. Благодарам, председатели, почитувани граѓани и советници. Општината беше информирана од страна на и Советот беше информиран од страна на јавната установа Центар за социјална работа Валандово, но мислам дека сите вие тука заедно сте во тек, бидејќи овде се носеше одлуката за представникот во управниот одбор на јавната установа Центар за социјална работа Валандово, бидејќи Советот ја носи и истиот член кој што беше избран од Советот имаше мандат до 2028 година, така да навистина не знаеме која е причината за ова разрешување и доколку нели повторно има некое такво разрешување на новиот член, можеби е подобро советничката група на ВМРО-ДПМН да даде предлог за кој да биде член на управниот одбор, поради тоа што ние сме мала општина, немаме потреба да се
разрешуваме, да ги разрешуваме именувањата кои што овде како совет нели сме ги направиле заеднички. Тоа сакам да го кажам како сугестија, поради тоа што мандатот на постојниот член кој што беше е разрешен од страна на владата на 29 април 2025 година, сега ще имаше регуларен мандат. Ние имаме исто таква ситуација и со детската градинка Калинка во Валандово, поради тоа што знаеме дека мандатот уште трае. Истата таа одлука не е доставена до Советот, но овде разрешувањето е веќе нели констатирано, па сакав да го предачам тоа. Благодарам, градоначалник. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој друг не се јави за збор, предлогот го ставам на гласање, да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам. Еден воздржан. Се извинувам. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, еден воздржан е усвоен предлогот на комисијата за член на управен одбор на Центар за социјална работа да биде назначена Елена Фидански. Преминуваме на следната, втора точка. Предлог програма за измени и дополнување на програмата за локален економски развој на општина Валандово за 2025 година. Ке имаме образложение, збор ќе дадам на Анита, повелената. Добар ден, почитувани советници. Со оваа точка се врши измена и дополнување на програмата за локален економски развој на општина Валандово за 2025 година. Односно во точка 3 активности, алинеја 3.4 реализација на проекти се додаваат изградба на затворен пливачки базен во Валандово. Овој проект е аплициран во Министерството за образование и наука и вкупната вредност на проектот е 61.488.722 денари. Втора точка, реконструкција на основно училиште, подрачно училиште Даме Груев во Брајковци. Исто така овој проект е аплициран во Министерството за образование и наука со вредност од 10.589.869 денари. Трета точка, адаптација на јавно предпријатие комунален сервис во Валандово и поставување на фотоволтаични панели за производство на електрична енергија. Овој проект е аплициран во Министерството за транспорт со вкупна вредност од 6.525.094 денари. И како четврт проект, реконструкција на доводен цевковод од постоечка пумпна станица до постоечки резервоар на град Валандово и до постоечки резервоар на село Чалакли, главен цевковод од постоечки резервоар на град Валандово до приклучок со село Раброво и доводен цевковод од приклучок на село Раброво до пумпна станица во село Дедели, општина Валандово. Во оваа точка, во материјалите кои што ви се пратени, ќе има измени, проектот се уште не е аплициран, ќе се реализира по обезбедување на финансиски средства, а вкупната вредност на проектот изнесува 57.569.554 денари. Благодарам, Анита. Отварам расправа, дали некој бара збор? Колегата Тоше, повели. Добар ден, почитувани граѓани, колеги советници. Разгледувајќи точката за измена и дополнување на програмата за локален економски развој и вметнување на сите овие проекти по кои што има спишано јавен poziv за аплицирање во Министерството за средства за нивна реализација, ми паѓа во очи изградбата на затворен базен. Тоа беше дел од програмата на градоначалникот како ветен проект. Мене повеќе ми личи на комерцијален објект, отколку да биде во склоп на училиштата, со оглед на тоа што таквите базени имаат многу скапо одржување и колку има економска исплатливост за понатамошна негова експлоатација, не знам, бидејќи ние во Валандово веќе имаме еден затворен базен. Затворен и не работи.
без разлика тој што е отворен. Така. Гледајќи ги средствата за овој затворен базен, каде што има предвидено негова вредност од 61 милион денари или околу милион евра, а сите други останати проекти заедно чинат толку, и во ред, капа доле. Треба реконструкција на училишта, треба реконструкција на потисен цевковод, треба фотоволтаици, но не ја разбирам потребата од изградба на затворен базен. Имало е уште мал милион проекти кои што има потреба општината да ги реализира, но сигурно не се спремни и не се ставени во програмата. И колку во оваа програма, ова е годишна програма, дали на долг рок во стратегијата за локален економски развој се влезени сите овие проекти? Благодарам. Благодарам, колега. Реплика, сега градоначалникот повели. Благодарам, председатели, почитуван советник. Не се работи само за измената и дополнувањето на програмата за локален економски развој, кој што се прави во моментот и е на дневен ред, туку се работи и на повикот кој што има владата, ако не сте информирани, за апликација на проекти кои што локалните самоуправи ги имаат спремно за да ги аплицираат. Иако се сеќавам добро пред извесен период, кога беше отворен повикот, вие дискутиравте за проектите кои што ги има општината и бидејќи очигледно дека не се информирате најдобро, морам да ви дадам подредени информации за да ги знаете. Како прво, по формулата која што има владата за пресметка по глава на жител на општина Валандово исследуваат околу 88 милиони денари за реализација на проекти по однос на овој повик. Сите овие 4 проекти на кои што правиме измени и дополнување на програмата за локален економски развој, општина Валандово ги аплицираше до надлежните министерства, односно на самиот повик. Како што гледате, вредноста на овие проекти ја надминува таа вредност за негде прилика околу 40 милиони денари и затоа на тој последен проект се во образложението стои дека ќе биде аплициран преку другите можности кои што ни стојат на располагање на различни повици за да дојдеме до средствата, така да сите овие проекти се по консултации со граѓаните и кога се прави изборна програма, бидејќи ќе правите сега сигурно и вие, таа не се прави од комерцијални побуди на поединец, туку се прави за да ги задоволи потребите на граѓаните, така да самиот проект за затворен базен е аплициран преку ресорното министерство, Министерство за образование и пред се ќе биде во полза на образовниот процес на сите деца од Валандово и за сите граѓани на општина Валандово. Така да нешто најпозитивно што извлеков од вашата дискусија е што, еве, барем ако ништо друго спомнавте дека добро е да се прават и да се реконструираат училишти и слично. Вие досега на се што е направено, во моментот течат многу проекти, немате кажано дека се добри и тоа нас воопшто ниту не чуди, ниту не вознемирува. Еве, да ве прашам дали изградбата на колекторскиот систем во Валандово е комерцијален објект и што ќе кажете за тој проект? Благодарам. Благодарам, градоначалник. Колегата Тоши има контрреплика, повели. Дали колекторскиот систем е комерцијален објект? Нема да ви кажам. Јасно е дека не е комерцијален објект. Но да не се случи пак, како што не беше
гласа на пречистелната станица за одобрување за средства да се деси и со затворениот базен. Јас не одлучувам за тоа ќе има гласање сигурно во Собрание Република Македонија. Колку има приоритет за овој затворен базен и каква ќе биде неговата експлоатација, јас гледам дека се реализира под превезот на Министерство за образование, ќе треба училиштата да стопанисуваат, училиштата ќе треба да ги подпомага општината, така што голем товар ќе биде тоа на општината. Во услови каде што немаме некоја реализација на булевари, немаме затоплување на спортска сала, ние салата не можеме да ја затопляме зимно време, за да може да се рекреираат младите, па уште затворен базен, водата ќе ја грееме, вода нема Валандово да се напие, се носи со колку километри до Валандово. А добро, штом така размислувате, нека видите. Благодарам, колега. Збор има градоначалникот Повелин. Благодарам, председателя. И кратко излагање на советникот од неколку минути, но искрено за ова може да се напише целоден роман. Поради тоа што не знам од кај да почнам, кај да завршам. Прво, рече, немој да се случи како пречистителната станица да не биде изгласан базенот. Тоа значи дека оние кои што не гласаа за пречистителната станица беше поднесен како амандман, а да ви кажам на сите дека исто како амандман ќе биде поднесен и на ребалансот на буџетот сега, на централниот буџет, па ќе видиме како ќе се гласа. Го чувствуваат како гордост што не гласале за изградба на пречистителна станица во Валандово. Јас не знам што правиме сите ние овде, јас како градоначалник и вие како советници, ако сметаме дека е правилна одлуката да не се гласа изградба на пречистителна станица во градот Валандово. Мислам сите треба да се само распуштиме и да не ги навистина злоупотребуваме нашите граѓани кои што на непосредни избори ни даваат можност и гласаат за нас. Доколку, еве, бидејќи го сваќаме тоа и како закана не се гласа за затворениот базен да биде изграден во Валандово, замислете, ова е практично според мене братоубиствена војна, валандовчанец да води против валандовчанец, затоа што не излегла идејата од другата страна. Ние имаме, го гледате, четвртиот проект, ќе го пренамениме веднаш, доколку ни биде дозволено да го направиме тоа и слично. Навистина сметам дека оваа дискусија само ви прави штета на вас. Навистина немаме потреба да гласаме против проектите на Валандово. Дај Боже да донесете како централна власт многу проекти во Валандово, сите ќе ги реализираме заеднички, бидејќи никој од тие проекти не ги носиме дома и како што рековте, ниту еден од тие проекти не е комерцијален, туку треба да го работиме исклучиво во интерес на граѓаните и да направи бенефит и полза за граѓаните. Сега, навистина беше инспиративен неговиот говор, зашто друго, ако може да ме подсетите, дискутиравте. За Валандово немало вода за пиење, не знам од кај ви се информациите и зашто мислите дека вас сега ве гледаат во Минхен, во Германија, како да не ве гледаат валандовчани во Валандово, кои што може да ја пуштат чеснота и да видат дали имаат вода или немаат вода за пење. Значи, ве молам, борете се за политичка превласт, борете се во она што верувате и во вашата политичка партија и слично, но навистина немаме потреба на ваков начин ние да дискутираме во Валандово. Мислам, стварно ви кажувам, ако на овој начин ние функционираме, а гледам дека тоа се случува во континуитет, бидејќи ништо не се поддржува, па дури и ета пречистителната станица, ние сме сведоци и како одредени проекти дури беа и шиканирани. Тоа го правиме за доброто на граѓаните. Сите заедно. И ние сме тука сведоци како
претходно реконструкции на училишта не сте ги гласале, па се појавувате на отварањето на училиштето. Така да граѓаните многу убаво знаат што се случува. И немаме потреба на ваков начин, како да сакаме да ги излажеме граѓаните. Единствено со ваквите дискусии само вие се лажете. Ниту, еве, кој сакате вие ставате во тие колку се 88 милиони, кој ќе кажете вие проекти да поминат, тие нека поминат, немаме потреба на ваков начин да дискутираме и да кажеме дека ете ќе ги се гласаат во собранието и можеби нема да бидат изгласани. Ако не бидат изгласани, никому ништо, ќе страдаат можеби граѓаните, но тоа ние ќе продолжиме да се бориме на секој можен повик кој што ќе го имаме, да аплицираме. Како што гледате, ние аплицираме на сите повици, вклучувајќи и на повиците. Тоа е влада која што припаѓа на сите граѓани. Ние во моментот веќе реализираме два проекти, тоа е изградата на капелата на градските гробишта и инфраструктурното уредување на индустријската зона во Јосифово, и тоа се наши заеднички проекти и заедно треба да се гордееме. Вистина не знам зашто дискутираме на овој начин. На крајот на денот, во моментот гласаме програма за локален економски развој. Значи, во самиот назив покажува дека треба да го направи развојот на општината да биде подобар. И сигурно дека и реконструкцијата на Црпководот, и реконструкцијата на јавното комунално предпријатие, и реконструкцијата на ужилиштето во Брајковци, практично чии што граѓани вие треба овде да ги застапувате како советник од војнискиот рајон, сигурно е дека е нешто кое што е корисно. А можеби на вас ви во моментот не му давате предност на изградбата на затворениот базен, но тоа ќе биде многу значајно за секој еден млад валандорчанец, исто како што сега сите заедно, вклучувајќи и вас, можеме да се гордееме кога, например, едно од повисоките нивои во културниот развој на општината е отварањето на киносалата, и кога ќе погледнете голем дел од поголемите градови во државата како немаат своји киносали, а ние во моментот го имаме тоа. И баш треба сите заеднички да се бориме за тоа на функциите кои што ги имаме. Вие како советник да ни помагате да добиеме проекти плюс, пратеникот од Валандово да ни помага да добиеме проекти плюс. Бидејќи на овие функции се бориме да дојдеме за граѓаните. Мислам, ние не сме работени како младши референт во некоја институција. Имаме политички функции кои што треба да го подобруваат животот на граѓаните. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Дали некој друг бара збор? Видејќи никој друг не побара збор, пред програмата е ставам на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам, кој е против, нема воздржани. Благодарам, констатирам дека со 13 гласови за, нема против, 2 воздржани, е усвоена предлог програмата за измени и дополнување на програмата за локален економски развој на општина Валандово за 2025 година. Преминуваме на следната, трета точка. Предлог елаборат за проценета штета од елементарна непогода, настаната како последица на ниските температури и појава на слана, која го зафати подрачјето на општина Валандово на 23.2025 година и 21.3.2025 година. Имаме образложение од страна на Анита, повелјанита. Како резултат на ниските температури и појавата на слана на 20 и 21 март на подрачјето на општина Валандово беа предизвикани големи оштетувања на веќе развиени облачни насади и посадени градинарски култури. Почитувајќи ги барањата на оштетените граѓани од страна на Општинската комисија за процена и утврдување на штети од елементарна непогода, беше извршен увид на состојбата на терен и се утврди дека штетите се огромни и дека има основ да се поведе постапка за нивна проценка. До Општинската комисија беа поднесени 393 пријави, од кои 362 беа од граѓани, а 15 пријави беа од приватни лица. По 16 пријави комисијата немаше утврдена штета, а по направените проценки утврдена е штета од 126 милиона 58.533 денари, на правни лица е 26 милиони 285 денари 640 денари,
а на физички лица 99 милиона 772 и 893 денари. Цените кои што беа потребни за процена на штетите се обезбедени од годишниот извештај на цени на земјоделски производи кои што се објави на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. По усвојувањето на овој елаборат за процена на штета од елементарна непогода, истиот ќе се достави до Комисијата за процена и утврдување на висини на штети од елементарни непогоди, која што е формирана од влада, и до Државниот завод за статистика. Благодарам. Благодарам, Анита. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог елаборатот го ставам на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам, дали има против? Нема, воздржани? Нема. Констатирам дека едногласно со 15 гласови за е усвоен предлог елаборатот за проценета штета од елементарна непогода настаната како последица на ниските температури и појава на слана која го сафати подрачјето на општина Валандово. Преминуваме на следната четврта точка. Информација за остварување на правото на користење на средства во вид на еднократна помош на граѓаните во општина Валандово. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, четвртата точка ставам на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам, дали има против? Нема, воздржани? Нема. Констатирам дека едногласно со 15 гласови за е усвоена информацијата за остварување на правото на користење на средства во вид на еднократна помош на граѓаните во општина Валандово. Преминуваме на петата точка. Предлог одлука за определување на висината на износот на бесплатниот превоз на ученици во Основното општинско училиште Јосип Броз Тито Валандово и Основното општинско училиште Страшо Пинчер, село Јосифово Валандово на релации за кои нема обезбедено линиски превоз за учебната 2025-2026 година. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката ја ставам на гласање. Да гласаме кој е за. Благодарам, дали има против? Нема, воздржани? Нема. Констатирам дека едногласно со 15 гласови за е усвоена предлог одлуката. Преминуваме на последната шеста точка. Предлог одлука за одобрување финансиски средства на спортски издруженија и издруженија на граѓани за реализација на програмски активности. Со ова одлука се одобруваат следните средства: 15.000 денари на Сдруженијето за подобрување на квалитетот на живот по местна заедница Пирава како финансиска поддршка за реализација на турнир во одбојка Никола Тодоров во Пирава. 60.000 денари Сдружение за подобрување на квалитетот на животот во местна заедница Пирава, село Пирава Валандово, како финансиска поддршка за реализација на спортска манифестација ноќен турнир во мал фудбал Меморијал Начо 2025 Пирава. 75.000 денари на Сдружение Вокална група Распејани Валандовчани Валандово, како финансиска поддршка за организирање и реализација на културна манифестација. 90.000 денари на ФК Ударник Пирава како финансиска помош за реализација на тековни програмски активности и 90.000 денари на ФК Победа Валандово како финансиска помош за реализација на тековни програмски активности. Отварам расправа пред предлог одлуката, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката ја ставам на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам, дали има против? Нема, воздржани? Нема. Констатирам дека едногласно со 15 гласови за е усвоена предлог одлуката. Со ова целосно исцрпен усвоен дневен ред. Колеги советници, доколку има советнички прашања, ќе молам да се јавите за збор.